Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на Медицински совети. Денешен гостин е професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина и субспецијалист по кардиологија. Докторка Клинчева, добродојдовте во ова издание на Медицински совети, направено од нашата клиника Жан Митрев клиник. Ви благодарам пред се што ја прифативте поканата и што се одзвавте на потребата да проговориме за некои работи кои што пациентите ги интересираат и за кои што секогаш треба да се зборува со цел да превенираме одредени состојби. Ви благодарам за поканата и чест ми е да бидам ваш гостин. Да. Рековме дека кога се договаравме за ова интервју или за овој подкаст ќе зборуваме за тема поврзана со кардиоваскуларниот систем, пред се за неговото старење, неговата состојба и промените што ги доживува нашиот кардиоваскуларен систем во текот на годините. Ке позборуваме и за срцевата слабост како една состојба која што може да се појави, за диагностиката и лекувањето на овие состојби. Еве за почеток може да споменеме како, зошто и кога највеќе старее нашиот кардиоваскуларен систем, ако може така да дефинираме? Позната е реченицата дека стари сме толку колку што се стари нашите крвни садови. Всушност се работи за еластичноста на крвните садови. Колку се поеластични крвните садови, толку подобро се пренесува крвта, циркулацијата оди до сите клетки и на тој начин имаме подобра исхрана на ткивата и органите. На тој начин пак функционира подобро организмот. Меѓутоа, процесот на атеросклероза е процес кој што ги прави крвните садови да бидат тврди, нееластични. Кога ќе дојде крвта, тие не можат да се растегнат, не можат да ја примат доволно крвта. Проблемот е во биологијата, односно како се раѓаме, така почнува процесот на атеросклероза. Првите најранни знаци за атеросклероза се јавуваат уште во детска возраст. Веќе околу пубертетот имаме почетни масни наслаги, дури и во абдомен, во стомачната аорта. Значи во големите крвни садови. На 30 годишна возраст веќе имаме убаво таложење на масти во крвните садови. Сега работата е во тоа дали тој процес на атеросклероза со нашиот животен стил ние ќе го забрзаме или ќе го забавиме. Значи од нас зависи колку атеросклерозата ќе биде брзо ќе прогредира или побавно ќе се развива. Кои се тие работи кои што доведуваат до забрзано старење или до забрзан процес на атеросклероза? Прво е генетиката. Генетиката е многу важна и врз основа на генетиката нашиот животен стил. Тоа значи исхраната, физичката активност, психичките стресови, дебелината. Сите овие работи водат до најголемите ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања, односно за атеросклероза, тоа се високиот крвен притисок, зголеменото ниво на холестерол, на масноти во крвта, зголеменото ниво на шеќер, односно гликоза во крвта. Значи, хипертензијата, хиперлипидемијата и диабетес мелитус се трите главни причини кои што доведуваат до оштетување на ѕидот на крвните садови. Ѕидот на крвните садови е изграден од 3 слоја: интима, медија и адвентиција. Интимата е изградена од еден ред на клетки кои што представуваат лабораторија. Излачуваат материи во крвта и на тој начин влијаат на различни процеси, како што е, например, процесот на тромбоза. Меѓутоа, со нашите навики, со зголемениот притисок, масноти, шеќер во крвта, значи, делува на овој ендотел, на ѕидот на крвниот сад и го оштетува. Дури и електронски самовидливо оштетување на ендотелот на крвниот сад е појдовна точка за развој на атеросклеротски плак и појава на тромбоза, да речем. Освен овие фактори, многу влија и цигарите. Во цигарите има околу 3000 хемиски штетни супстанции, од кои што најштетни се никотинот и аглеродниот моноксид. Тие директно делуваат на ендотелот на крвниот сад и го оштетуваат, да не може, например, да се излачи азотен моноксид. Азотниот моноксид е молекула која што прави вазодилатација, ширење на крвните садови, кога нас ни е потребно да дојде повеќе крв.
И никотинот и јаглеродниот моноксид го оштетуваат ендотелот и создаваат убава подлога тука за ширење на атеросклероза и создавање на тромби. Самиот процес, значи покрај кога ќе настанат овие ризик фактори, притисок, масноти, шеќер, цигари, доаѓа до натрупување на масните клетки, холестеролот, ЛДЛ, поточно лошиот холестерол, познато кај народот, под интимата на крвниот сад, тука доаѓаат мускули, доаѓа до мускулни влакна и доаѓа до формирање на тој еден атеросклеротски плак кој што од зидот полека проминира кон луменот, кон шуплината на крвниот сад и полека го стеснува. Да, дали тогаш е веќе видливо за вас докторите проблемот или претходно може да го детектирате? Значи со современата медицина го детектира веќе во најрана фаза, во фаза кога е во самиот зид и кога проминира, се разбира. Имаме различни можности за тоа. Меѓутоа, клинички значајно е кога ќе дојде запушувањето од 70% нагоре. Веќе тогаш кога ќе се стесни лумен од 70% и повеќе, нагло се намалува перфузијата дистално од стеснувањето и тогаш веќе може да очекуваме да имаме симптоми, градна болка да речеме, ако се работи за срце или вртоглавици, главоболка, ако е за запушување, не мора да е само за на срцето артериите, значи може да бидат артерии на вратот, артерии на нозете, како чести заболувања. Кои промени сега ги претрпува срцето како главен мотор кога ќе се појават овие симптоми или проблеми? Од метаболни промени, од ниво на клетка па нагоре. Значи, прво имаме промени во метаболизмот на клетките. Имаме хипоксија, немаме доволно кислород, се менува метаболизмот. Потоа доаѓа до промени на малите крвни садови. Во самото срце? Во самото срце, затоа што сметете дека крвните садови во срцето, оние крвни садови кои го исхрануваат срцевиот мускул, тоа е тоа што нас не е важно и за кое зборуваме, тоа е како санта лед. Имате водна површина, малку е сантата лед, нели е малку над водата, меѓутоа многу повеќе под телото водата. Телото е долу. Значи, тие крвни садови што ние ги гледаме со коронарографија, дали компјутерска, значи не инвазивна или инвазивна коронарографија, е она што е над водата. Тоа е та мала парче санта лед. И тие кога ќе се запушат прават инфаркт. Но не се само тие. Под нив, под сантата лед, значи под морското ниво, има голема површина. Тоа се нашите мали крвни садови, капиларчиња кои што се наоѓаат во самиот срцев мускул и го исхрануваат. И тие кога ќе тромбозираат, кога ќе се запушат, може да дојде до инфаркт. Некој 10 до 20% ние викаме дека е минока, па некој процент од нив отпаѓа на запушување на мали крвни садови. Така да, тука имаме исто така методи за проценка на оваа микроциркулација, ние ја нарекуваме. Така да сето тоа доведува до едни промени, прво метаболни, потоа и структурни промени на срцето, кое што понатаму полека почнува да слабее. Прво имаме намалување на систолната, диастолната функција на срцето и дури потоа ќе се јават ЕКГ промени. На крај се јавува градната болка. Да, кога пациентите треба да се јават на лекар, бидејќи секој некогаш чувствува вакви или слични промени на своето тело, но кога е онаа граница кога вие би препорачале да дојдете на кардиолог, дојдете на преглед? Прво, сите кои што имаат некаква генетска основа за кардиоваскуларни заболувања, независно од возраста. Сите кои што имаат притисок, масноти, шеќер, се пушачи, треба да дојдат на превентивен преглед. Тоа е онаа асимптоматска група, да кажем. Сите пациенти, да речеме, со диабетес мелитус, апсолутно мора да имаат кардиолог, како што треба да имаат офталмолог, како што треба да имаат нефролог, значи сите тие треба да си имаат кардиолог, кој што ќе ги следи. Понатаму, кога ќе се јават симптомите, стеглива градна болка, значи тука ги боли, ги пече,
2-3 минути, 5 минути. Ме разбирате? И тоа е предизвикано со напор, со одење по скали, например, или по угорнина. Кога ќе застанат, болката се смирува. Тоа е стабилна градна болка. Меѓутоа, ако оваа стабилна градна болка почне почесто да се јавува, порано било еднаш месечно, или кога е надвор студено времето, како што е денеска, или пак било на некоја возбуда, сега се јавува се еднаш неделно. Тоа е веќе знак. Да, тоа е знак дека се влошува состојбата, дека тлакот станува нестабилен и дека ние имаме нестабилна градна болка. Ако болката трае 20 и повеќе минути, стеглива градна болка може да биде со пропагација кон левата рака или кон двете раце или кон долната вилица или кон грбот, некогаш дури и по гадење и повраќање, зависно нели од која артерија е запатена. Тогаш треба под итно да се јават на кардиолог, итно, затоа што time is muscle. Времето е мускул. Доколку се и коронарографира и стентира на време, тоа значи во првите 90 минути од појава на градната болка, тогаш ние сме го сочувале мускулот. Не сме дозволиле мускулот да помине во фиброза, во нефункционално ткиво. Не сме дозволиле да мускулот ослабне. И сме спречиле срцева слабост. Така да, сите кои што имаат градни болки, подобро да дојдат и да се прегледаат на време, макар тоа било и кичма проблем, да речеме, некој друг кој што не е животозагрозувачки проблем, меѓутоа секој што е најважно, да го тргнеме срцето како проблем. А за се друго има време. Недела, две, ќе се решат, ќе се најде дијагнозата, може да се реши проблемот. Срцето не може да чека. Да. Еве како во нашата клиника конкретно постапуваме со пациент кога ќе дојде со градна болка, што вие како доктор препорачувате веднаш да се направи, бидејќи стравот кај пациентите е голем, никој не сака да оди на лекар, се чека многу долго време, грешките се прават токму тогаш, но еве да ги охрабриме. Значи, што во клиника Жан Митрев се прави кога ќе дојде човек со градна болка, дека сепак многу е битно на време, како што рековте, да се појави. А јас сум многу среќна бидејќи во нашата болница ги има сите современи методи за дијагностика на коронарната болест. Прво, се зависи од пациентот кога е добил градната болка. Значи, доколку е нагло појавена градна болка и доколку нас не личи на инфаркт. И ЕКГ-то може да е мирно. Срцевите маркери се уште не се зголемени, не значи дека нема инфаркт. Тука веќе е величината на докторот да процени дека да, ова е инфаркт и мора да иде итно на коронарографија. Ние сме спремни било кое време, 24 часа во текот на денот, 24/7, да одговориме на потребите на пациентите и веднаш да направиме коронарографија и стентирање или доколку треба итна операција, се зависи од случајот. Доколку се работи за градна болка која што не е типична, кај пациент кој што не е ризичен за кардиоваскуларни заболувања, тогаш проценуваме дали ќе одиме со стрес тест, обично кај млади здрави пациенти кои што немаат ризик фактори, или пак оние кои што се со умерен ризик фактор, тогаш одиме со компјутерска коронарографија, значи неинвазивна коронарографија, се става обична канила, преку канилата се става контраст и ние за 9 секунди ги снимаме крвните садови, за 10 минути веќе имаме одговор. Да, брзо и едноставно. Кај нас брзо, тоа е едноставно, достапно во секој момент. Достапно е во секој момент, брзо, едноставно е, нема никаков ризик, има мала доза зрачење, тоа мора да се знае, меѓутоа сепак тоа зрачење не е толку големо за да не спречи да направиме вакво испитување. Така тоа е прифатлив ризик. Тоа ќе не насочи во која состојба се крвните садови. Бавината на ова испитување е покрај тоа што е едноставно, нема потреба од посебни припреми, ништо такво. Ги гледаме колку има калциум во крвните садови. И тоа се вика калциум скоринг. Тоа е метода која што за навистина неколку секунди
одредува колку калциум има во нашите коронарни крвни садови. Врз основа на тоа ќе се навратам на вашето прво прашање, старењето, кај ни се колку ни се стари крвните садови. Значи не мора ние да имаме стеснување на крвните садови. Може да има калцификати само во ниво на зид, на почетните плаки, кои што понатамо нели ќе се шират. Меѓутоа, доколку калциум скорингот ни е над 100, тоа значи дека ние веќе треба да почнеме со лекови за маснотии. Тоа значи дека веќе крвниве садови губат еластицитет. Тоа е како имате водоводна цевка кога ќе се закречи, барем ние во Скопје тоа добро го знаеме. И тоа е истото и со крвните садови, кога ќе се закречат, мора нешто инвазивно за да се тоа нели исчисти. Меѓутоа проблемот со крвните садови е што кога зидот ќе се оштети, тука веќе нема враќање назад. И затоа треба навреме да се прави и калциум скоринг и сите овие испитувања за ние навреме да го освестиме пациентот и да му кажеме мора да регулирате притисок, масноти, шеќер, затоа што еве видете веќе имате намалување на еластичноста на вашите крвни садови. Тоа е всушност најдобриот совет што може да го дадеме пред да стане ризично. Да, некогаш пациентите доаѓаат навистина за болки од друга етиологија. Проблеми може со желудник, со кичма, сето тоа е можно, меѓутоа ние кога ќе видиме дека они имаат притисок, масноти, шеќер, цигари, генетика, пола од фамилија, сите фактори кои што говорат дека ќе развие проблем. Независно од тоа што ни е јасно дека градната болка не е од срцето, ги праќаме да направат испитување за да барем оние фактори кои што можеме да ги контролираме, да ги сватат сериозно и да се ги контролираат, да спречиме инфаркт, да спречиме срцева слабост. Тоа е нашата цел. Така, еве неколку пати го споминавме феноменот срцева слабост. Што значи срцева слабост во функционирање на системот? До која фаза може да се толерира и пациентот може да живее условно кажано нормално, а до кога ќе се преземат други подрастични мерки, да речем? Срцевата слабост е новата епидемија. Има како што старе нели популацијата, имаме и се зголемува бројот на кардиоваскуларни заболувања, иако во развиениот свет тоа е под контрола, се расте и шансата од појава на срцева слабост. Тоа значи дека срцето е недоволно пумпа, е недоволно способно да ги исполни метаболните потреби на клетките со кислород, со хранливи материи. Едноставно не може доволно силно да пумпа и да дојде кислород во ткивата. Тоа е срцевата слабост. Има различни причини за срцева слабост. Исхемична, како најчеста, значи од она што го зборувавме досега, запушување на крвните садови, недоволно исхрана на срцевиот мускул и тоа доведува до слабење на срцето. Потоа може да биде од неисхемична природа. Од таа неисхемична природа најчести се генетските, кои што се наследни, ги има во фамилија, се пренесуваат автосомно доминантно, тоа значи 50% од децата наследуваат. Најчести се ламин, титин мутации, тоа се познати мутации. Ние, пак ќе кажам, имаме за среќа да работиме модерна медицина, убава медицина, која што може да ни помогне и кога е во прашање генетиката, значи таквите пациенти обавезно правиме генетско секвенционирање за кардиомиопатии и добиваме одговор за кој тип на генетска мутација се работи. И врз основа на типот на генетска мутација, има тие кои што се поосетливи на посклони кон аритми и кон нагла смрт, некои се подобра варијанта, има полоши подобри варијанти. Врз основа на тоа си правиме советување со кое што целото семејство, не само пациентот, значи тука ако е возрастна особа и децата, се прави барем на тие што се значајни членови поврзани во крвно сродство со пациентот, околу него се бара кои се другите носители на тие мутации, за да таму се удри веќе на превенција, а овдека да се третира.
Соодветно, ако се склони кон аритми, мора да добие кардиовертер дефибрилатор. Значи, што е важно? Секој пациент е сам за себе и ние идеме кон персонализирана медицина. Тоа значи дека секој пациент неговото семејство ги гледаме како една целина и сакаме да идеме до генетика, до ниво генетика и да испитаме и врз основа на тоа да третираме, за да спречиме понатаму нагла смрт. Тоа ни е целта. Потоа миокардитите. Особено сега после ковидот се актуализираше таа тема, затоа што е зголемен бројот на миокардити. Тоа значи вирус, најчесто е вирус, прави воспаление на срцевиот мускул и доведува до срцева слабост. 70% од тие миокардити обично се реверзибилни. Меѓутоа 30% остануваат да никогаш не се вратат како што биле порано. Мал е бројот на тие кои што се многу тешки. Меѓутоа има такви кои што стигнуваат дури до индикација за вештачко срце и значи во една напредната advanced heart failure. За среќа тој број е мал, меѓутоа сепак постои. Најчесто се јавува кај машки индивидуи, млади машки околу 20-тите години, тоа се предилекција за миокардити. И тука се генетиката. Пак ќе кажам, има генетски мутации кои што водат кон склоност за миокардити. Потоа се некои други поретки причини кои што водат до неисхемични, дилатативни кардиомиопатии. Меѓутоа, освен овие дилатативните, може да се јави хипертрофична, тоа значи повторно генетски може да биде, да имаме хипертрофија на срцевиот мускул, многу е ригиден, многу е дебел и не може да се растегне доволно за да може да дојде да се прими крвта и од тука со пумпање да се isфрли до организмот. И тоа може да доведе до сериозна состојба. И рестриктивните, тоа е една пак друга група и аритмогените. Меѓутоа, тоа се посебни групи на тип на срцеви заболувања кои што ние ги детектираме како најчесто со магнетна резонанца на срце, прво со ехо и потоа со магнетна резонанца на срце. Токму тоа сакав да ве прашам сега, што нуди нашата клиника во смисла детектирање, што значи магнетно срце, каква процедура е таа конкретно и често пати е експлоатирана сега последниот период и дава совршени резултати кога станува збор добар исход за пациентот. Магнетната резонанца на срце е неинвазивна метода, без зрачење, значи тука е предноста. Користиме контраст кој што не е штетен. Единственото е што самото испитување трае 40 на минути. Се влегува во магнетната резонанца, тоа е тунел така познат. Меѓутоа, сето тоа поминува брзо, бидејќи ние цело време сме во комуникација со пациентот, со инструкции како да диши, да земе воздух, да не диши. На тој начин, мислам дека многу од пациентите на крај сваќаат дека тоа побрзо поминува отколку што од почеток изгледа. Меѓутоа е одлична метода. Главна предност на оваа метода е што дава карактеристика на ткивото. Tissue characterization, кој што ви кажа, значи ние можеме до ниво на клетка да видиме во каква функционална состојба и анатомска се разбира е самиот срцев мускул. И колку има здрави мускулни клетки, колку има фиброзни нефункционални мускулни клетки. И врз основа на тоа ние можеме да предвидиме кој пациент е склон кон нагла смрт, кон аритмии, аритмиите водат до нагла смрт. И тука да направиме превенција. Модерната кардиологија не може да се замисли без магнетна резонанца на срце. Тоа вие го немате главното орудие, главната алатка за работа. Првата линија се разбира ехото и од тука се филтрираат оние пациенти кои што треба да одат за магнетна резонанца на срце. Така, не може секој да посака да направи магнетна резонанца на срце, тоа го препорачувате вие? Па, искрено да ви кажам, нема никаква штета. Значи не можеме да му наштетиме на организмот, освен како што рековте, нема зрачење, нема ништо, само треба да се внимава на метал, да односно тие метални внатре
делови што ги има некогаш се штрафови, плочки, значи треба видиме да нема контраиндикација. Главната контраиндикација е присуството на метал. Меѓутоа тоа се решава во последно време се што се вградува во телото обично се MRI conditional или safe, така да може да се влезе внатре. Ние секогаш бараме потврда за тоа што е вградено, потоа го пребаруваме на интернет, на страници кои што се соодветни за тоа, дали може со таков метал да влезе во магнетот и потоа го работиме. Значи сепак одиме прво на безбедност, тоа не ние работиме сериозна медицина, не исполнуваме желби, туку работиме според правила, според пред се европските guidelines од Европско кардиолошко друштво. Што доколку стане збор за трудница или дете, дали правиме магнетна резонанца? Сигурно ги интересира нашите гледачи. За деца правиме, под 8 години се прави со анестезија, над 8 години пробуваме без анестезија, меѓутоа се зависи од детенцето, може да влезе со родител внатре, значи родителот да го држи за раче, за ноџе, би било подобро нели без анестезија, меѓутоа се зависи од детенцето. Кај трудници има некои ограничувања, не може баш во секое време и не контраст. Да, боре, тебе да го кажеме тоа како податок. Неколку пати споменавте аритмии. Ја споменавме градната болка, но и аритмијата е често пати проблем на голем број луѓе кои што имаат кардиоваскуларни проблеми. Како да се однесуваат кога ќе забележат аритмија и во која фаза треба веднаш да реагираат? Аритмиите се чести, особено сега после ковидот ги гледаме многу. Тие може да бидат или со забрзан пулс, или со забавен пулс. Значи, или тахикардија, и двете. Треба да видиме за што се работи. Доколку се работи за обични прескокнувања на срцето, суправентрикуларна екстрасистола, нема никаков проблем, доколку е во мал процент. Правиме EKG холтер, гледаме кој тип се, колкав процент се, врз основа на тоа можеме да кажеме дали се сериозни или не. Доколку се јават тахикардии, треба да видиме дали е суправентрикуларна, дали е вентрикуларна тахикардија. Вентрикуларна тахикардија секогаш е опасна. И таа треба да се испитува и треба да се бара причината. Че не е ние само да диагностицираме да кажеме имате тоа и ви го лекот. Туку треба да видиме што е тоа што довело до овој тип на аритмија. Затоа што срцето реагира одговара на се што се случува во организмот. Ако имаме дехидратација, ќе почне побрзо да работи. Аларм, тоа е нашиот аларм и оно не носи на лекар, одма реагира, нешто се случува во организмот. И тоа е добро. Меѓутоа, наше е понатаму на докторите да видиме која е причината што довела до ова состојба, која е таа аритмија и како можеме да ја лечиме и понатаму да ја спречиме. Може да биде резултат на исхемија, на запушени крвни садови, на коронарните артерии во срцето, значи да се запушени ради тоа да има аритмија. Тогаш ја решаваме аритмијата, ама ја решаваме и коронарната болест. Како ќе ја решиме коронарната болест? Ја решаваме и аритмијата. Така да работите се поврзани, во овој случај прво секогаш правиме основно EKG, ехо, нели? Потоа идеме на 24 часовен EKG холтер и понатаму гледаме што треба. Имаме аритмолошка амбуланта и со аритмолозите може нели да се договориме, да се консултираме што понатаму, дали треба можеби електрофизиолошка студија да направиме, аблација доколку се суправентрикуларни тахикардии или пак мапинг да видиме колку вентрикуларни има екстрасистоли. Сега имаме веќе и аблација на атриална фибрилација, нешто што е, да кажам, многу популарно последниве години. Така да можностите се и тука големи, ефектот е воглавно добар. Што е битно да кога пациентите ќе осетат аритмија, да знаат да кажат како им почнува и како завршува. Дали почнува нагло, дали завршува нагло. Ако е као со нож пресечено, почнува нагло, завршува нагло, тоа е најверојатно суправентрикуларна тахикардија. Тие се обично генетски предусловени, се решаваат со аблација и тоа е тоа. Тука не е ништо страшно.
доколку се вентрикуларни тахикарди, тие обично идат со заматување, вртоглавица, потешки се, симптоматски се. Тука сме веќе и ние внимателни. Тука даваме сериозни антиаритмични лекови и ја бараме нели причината и доколку треба ставаме и кардиовертер дефибрилатор. Тоа е она апаратче, знаете, кога има реанимација, кога со струја се удира, ова е само од внатре. Така да. Тоа е нашата клиника комплетно го Да, тоа сето тоа го да реков работиме модерна кардиологија и тоа е убавината во нашата болница. Вие често пати патувате низ светот, посетувајќи различни сајми, дообуки, постојано учење. Каде сме ние во однос на европската современа медицина? Па видете, ние сме на доста високо ниво. Јас сум малку критична, би сакала секогаш да сме подобри, нели? Меѓутоа, мојата во последно време најмногу одам во Лондон и таму се едуцирам. Ние сме на едно сосема солидно ниво. Разликата е во тоа што таму Фондот за здравствено осигурување ги плаќа трошоците. И тоа е најголемиот проблем. И фондот е тој кој што покрива се, така да докторите си се насочени само кон медицината, кон нашата професија. Разликата е во бројката, нормално таму имаат поголемо искуство, затоа што само Лондон е 10 пати и повеќе поголем од Македонија. Така. И знаете, од бројот на луѓето, од финансиите, исто така за жал многу зависи и колку можеме ние да си дозволиме. Ние можеме се да му кажеме на пациентот, меѓутоа финансиите исто така играат една, за жал, голема значајна улога. Да, кога го спомнавте Лондон, ние сме во Скопје, разликата е голема. За крај на ова интервју, во овој подкаст, еден ваш совет, како да се заштитиме, како да останеме, што поздрави, како да се справиме со стресот, со каде да најдеме здрава храна, како да се чувствуваме добро, позитивно, а да го заштитиме здравието и покрај сите предизвици кои што ги живееме секој ден. Тоа е многу тешко прашање. Најтешко и комплексно. Да, најтешко. Не го пишува во книгите, баш. Да. Особено ако живеете во Скопје, кое нешто е загадено. Знаете што, воздухот, почвата, водата се е загадено. И сега ние зборуваме за здрава храна. Тоа е многу тешко. Еден умерен живот, една позитивна мисла, тоа што знаеме дека е штетно, а тоа се совместнатите производи, пржената храна, мрснотиите, сето тоа да биде ставено на еден минимум, односно, јас им велам на пациентите 2 пати годишно, за Божиќ и за Велите. Бурек. Никако. Она што е традиција кај нас. Традиција кај нас, да. Не. Значи, тоа што ние можеме да го смениме, тоа што знаеме дека е штетно, и што можеме да го тргнеме од нашата рутина, да го тргнеме. Другото веќе не можеме да влијаеме, особено ако живееме во Скопје. Значи, цигари никако. Тоа е најголемиот... Најпушачка нација, според најновите истражувања, значи во Македонија бројот на жители кои што пушате во врвот. Јас имам со пациентите така еден малку чуден однос, понекогаш кој ќе ме прашаат, а цигарите, викам да ги зголемите. И сите тука се ще река зошто? Па викам, вие ако ги оставите цигарите, ние кардиолозите нема да имаме што да работиме. Супер, пушете си. Да. Малку да ги сплашите и освестите на понеков начин. Так. Да, така да цигарите апсолутно да се остават, затоа што многу најштетни се да не кажам. Потоа е храната. Прво се цигарите. Храната, рековме, совместното производи никако, тестенини минимум. Дали тоа значи да одиме повеќе кон сирова растителна храна? Сирова растителна храна, тоа е најдобро она што е органско произведено, доколку постои во Македонија. Или да речеме еколошка. Еколошка некоја храна, она што е домашно, ќе се вратиме на тоа што нашите предци некогаш го одгледувале и дека тоа е сепак поздраво, поедноставна храна, по
не многу комплицирани работи. Тоа и физичката активност. Малку зборувавме за тоа, меѓутоа дневно барем по 30 минути една умерена физичка активност, да не се претерува во ништо, тоа е исто така важно. Меѓутоа физичката активност пак помага и во стабилизирање малку од психичкиот стрес, така да Токму тоа сега да кажем што е со стресот. Да, нема лек за како психичкиот стрес. Да се излечиме од стресот. Нема лек за тоа. Тоа е само перцепција како ние ќе го прифатиме тоа, меѓутоа има различни видови на стрес, она што е секојдневен стрес, она и нели сериозните стресови кои не може да се избегнат, се во рационализацијата и во умот и во физичката активност. Со физичка активност се намалува психичкиот стрес и затоа треба да бидеме активни, меѓутоа јас не можам да кажам дека е здраво да отидете во Помаглава низ Скопје да трчате. Така, и трчањето е здраво, меѓутоа не во овие услови. Така да викенд, сабота, недела малку да се отиде надвор од Скопје, да се дише чист воздух, се разбира спортување. Сето тоа еден избалансиран живот. Мислам дека тоа е клучот за долговечноста и за кардиоваскуларното здравје. Така, ви благодарам многу за ова прекрасно интервју. Еве да кажеме на нашите гледачи и следачи на социјалните мрежи, тука сте за нив. Секако. Да, нашите телефони, социјалните мрежи се тука. Ние одговараме на сите прашања, на прашања, ние сме постојано активни и после работа, нели, виберот ни е активен, телефоните, мејловите. Токму во таа насока беше овој подкаст да овозможиме уште еден канал за подобро информирање на сите заинтересирани кои што сакаат да следат медицина, сакаат да бидат во поблисок контакт со конкретно со нашата клиника, со вас докторите. Ви благодарам уште еднашка. Се надевам дека повторно некогаш ќе продискутираме за други теми. Оти, како што рековте, медицината оди напред, ние ја следиме, но сме тука негде со европската медицина. Да, европската медицина е на едно добро високо ниво. Ние сме исто на некое добро европско ниво. Секогаш кога ќе бидам нескромна да кажам кога ќе дојдат американците, бидејќи сме ние JCI, нели, Joint Commission International, JCI акредитирана болница и тие секогаш се со многу позитивни зборови за нашата болница. Со успесите тие не контролираат, ние треба да се плашиме од нив, меѓутоа тие секогаш кога доаѓаат кај нас уживаат затоа што знаат дека имаме еден убав систем и ги почитуваме правилата. Тоа е многу битно, да се почитуваат правилата, политиките на болницата и ние токму тоа се трудиме да го правиме. Се надевам и мислам дека успеваме во тоа во голема мера, за тоа зборуваат и странците кога ќе дојдат професорите од Америка и кои ќе ни кажат па вие сте навистина добро работите. Така да јас сум многу среќна бидејќи сум дел од оваа болница и сум среќна бидејќи не само што работиме секојдневно со пациенти, наоѓаме време да учествуваме во различни емисии, телевизии, до сега прв пат и подкаст. Баш убава ви е идејата, ја поздравувам супер. Така да се надевам дека ќе имате успешен и до многу емисии. Меѓутоа се со цел да ја зголемиме здравствената култура на луѓето, на популацијата и да они доаѓаат кај нас во една превентивна рана фаза. Некога ќе биде доцна. Тоа е нашата цел. Да. И ваша, се радам. Секако, да. Ви благодарам уште еднашка. Тука се одјавуваме. Следете ги нашите социјални мрежи. За следниот подкаст ќе биде најавен со тема и следен гостин. Ви благодарам што не следевте. Сите прашања упатете ги на нашите социјални мрежи, каде што ќе се емитува подкастот. Тука сме да ги одговориме за вас. Пријатно.